Почитувани гледачи, регионални вести на телевизија КИС за првиот ден од оваа работна недела. Припадниците на армијата од Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу во акција за чистење на партизанските гробишта во Тетово. Традиционално пред националниот празник 11 октомври, армијата од Тетовската касарна во соработка со Сојузот на борци ги исчистија партизанските гробишта во Тетово. Акцијата е по повод одбележување на годишнината од стрелањето на членовите на третиот Тетовски партизански одред. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово по повод државни празници што се поклопуваат особено со периодот од народно-ослободителната и антифашистичка борба, секоја година учествува во чистење и средување на партизанските гробишта. Како по традиција, задните неколку години, како испомош секогаш се вклучува и армијата на Република Македонија, поточно гарнизонот од Тетово Кузман Јосифовски Питу. Така и оваа година, а особено по повод големиот празник 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и денот на борецот, еве и денеска, ова утро, армијата на Република Македонија, односно група на војници, учествува во средување и чистење на партизанските гробишта. Исто така би напоменал, би сакал да се обратим и до граѓаните на Тетово, дека ни престои навистина еден величествен ден, 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ, па ги повикувам граѓаните во среда во 11 часот да присуствуваат на манифестацијата по повод овој голем празник пред споменикот на револуцијата, односно во центарот на Тетово. Од Тетовската касарна и од Сојузот на борци Тетово се надеваат дека ваквите акции ќе продолжат и во иднина, а во нив ќе се вклучат и невладините организации, како и здруженијата на граѓани. 3 лица се повредени, од нив 2 префрлени на скопските клиники, во 3 сообраќајки кои се случиле вчера во Полошко. Од полицискиот билтен информација за 2 тешки кражби. На крстосницата на улиците Браќа Џиновски и Никола Парапунов во Гостивар вчера околу 12 часот се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Поло со гостиварски регистарски таблици, управувано од 64 годишен гостиварец, и мотоцикл Џонвеј, исто така со гостиварски таблици што без возачка дозвола го управувал 19 годишен гостиварец, соопшти СВР Тетово. Во судирот мотоциклистот здобил тешки телесни повреди и со медицинско возило пренесене во гостиварската болница, а по укажаната помош итно е префрлен на скопските клиники. Вчера околу 3 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово-Волковија, патничко возило Голф со тетовски таблици, управувано од 23 годишен жител на Блаце, загубило контрола и излетало од коловоз. Како што соопшти СВР Тетово, од излетувањето возачот здобил телесни повреди, пренесене во Тетовската болница, од каде е префрлен на скопските клиники. Причина за излетувањето според првичните сознанија од увидот е неприлагодена брзина, а материјалната штета се проценува на 150.000 денари. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на крстосницата на улиците Видоја Смилевски Бато и Браќа Миладинови во Тетово, засега непознато возило налетало и удрило на 25 годишен пешак од Скопски Грчец и веднаш го напуштило местото, соопшти СВР Тетово. Повредениот пешак со медицинско возило пренесен и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. Причина и за оваа сообраќајна незгода е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Вчера во периодот помеѓу 18 и 21 часот засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 53 годишен тетовец, лоцирана на улицата Браќа Миладинови во Тетово, соопшти СВР Тетово. На неутврден начин влегле во куќата, ги исклучиле безбедносните камери кои биле поставени во дворот, целосно ги пребарале 2 спални на катот и од регал одзеле 600 евра и 4000 денари, а од фиока во комода одзеле 7 женски часовници и 10 комплети бижутерија. Со одземеното најверојатно преку споредна врата ја напуштиле куќата, противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист која се проценува на 88.000 денари, а причинетата материјална штета се проценува на 2.000 денари.
Како што соопшти СВР Тетово вечерта помеѓу 7 и 8 овој месец, непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 57 годишен гостиварец, лоцирана на улицата Лазар Лазаревски во Гостивар. Откако насилно ја отвориле пластичната влезна врата, целосно ги пребарале сите простории, од кои одзеле еден телевизор, рутер, 2 рачни часовници, 2 јакни, очила за сонце и повеќе парчиња разновидна бижутерија. Вкупната имотна корист со која противправно се стекнале во оваа кражба се проценува на 60.000 денари, додека материјалната штета изнесува 3.000 денари. По извршениот увид се работи на откривање на сторителите. СВР Тетово апелира до возачите за внимателно возење и почитување на сообраќајните правила, особено во раните утрински и доцните вечерни часови, поради појава на повремена магла и влажни и лизгави коловози. Наглото опаѓање на температурите, особено во раните утрински и доцните вечерни часови, како и повремената магла на поширокото тетовско гостиварско подрачје, покрај другото уште повеќе ја наметна потребата од внимателно возење и прилагодување на брзината според условите на коловозот. Зошто токму поради неприлагодена брзина, влажен и лизгав коловоз и непочитување на сообраќајните знаци, деновиве се случија десеттина сообраќајни несреќи со телесни и тешки повреди и со значителна материјална штета. Поради тоа секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите и посебно до оние со помало искуство, непотребно да не брзаат и доследно да се придржуваат на ограничувањето на брзината, да не престигнуваат на недозволени места и да избегнуваат конзумирање алкохолни пијалоци секогаш кога се или планираат да бидат задволен. Во спротивно на пребрзите возачи ќе им се изготви поднесоци и ќе се соочат со глоба која се движи од 10 до 400 евра во денарска противредност, зависно од тоа колку и каде ја пречегориле дозволената брзина, но и со времена мерка од земање на возачка дозвола од 3 до 12 месеци. Законски предвидената глоба за непрописно престигнување пак изнесува од 20 до 300 евра, со времена мерка исто така од 3 до 12 месеци. Возачите кои ќе ги управуваат своите возила под дејство на алкохол ги очекува глоба од 200 до 375 евра во денарска противредност и времено одземање на дозволата во трајање од 1 година. СВР Тетово исто така препорачува возачите кои ќе се обраќаат по долината на Радика да внимаваат на одрони од камења, кои обично се случуваат по пообилни дождови и по значителни температурни разлики. Општина Маврово и Ростуше организира јавна анкета со јавна презентација за градежна парцела во катастарска општина Никифорово. Општина Маврово и Ростуше организира јавна анкета со јавна презентација за архитектонско-урбанистички план за формирање на градежна парцела на легализиран објект на дел од катастарска парцела број 212 низ 1, катастарска општина Никифорово. Границите на опфатот се следните: од југоисточна страна граница е регионалниот пат Маврово-Јанови-Дебар, а од сите други страни границата поминува низ катастарска парцела број 212 низ 1, катастарска општина Никифорово, формирајќи градежна парцела околу легализиран објект на истата катастарска парцела. Опфатот е со неправилна многоаголна форма со површина од 646 метри квадратни. Јавната анкета и јавна презентација ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во оделението за урбанизам во Маврово-Јанови. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од денот на објавување на соопштението, и тоа од 9 октомври до 16 октомври секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на 9 октомври во 10 часот во просториите на оделението за урбанизам во Маврово-Јанови. Во горе споменатиот рок за интересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. Локални избори 2017. Пресконференција на ВМРО ДПМН Тетово денес одржа носителот на советничката листа Александар Велјановски. Почитувани сограѓани, денеска се наоѓаме пред православните гробишта во населбата Поток и можеме да видиме дека навистина има голема негрижа околу собирање на отпадот и уредување на истите. Позади нас се наоѓа исто така и капелата која што за жал се уште остана недовршена. Исто така, деновиве можеме да видиме дека актуелниот градоначалник господја Теута Рифи изведува градежни активности на повеќе потези во градот, но сепак не најде за сходно да
да изврши реновирање, односно доградба на капелата која што во моментот се наоѓа позади нас. Сите ние знаеме дека почитта кон нашите предци аманет, кој ни е оставен со генерации и генерации наназад. Во стариот дел на Тетово, во населбата Поток, веднаш до православните гробишта, започна да се гради градската капела за потребите на граѓаните со христијанска вероисповед. Многу добро знаете, сите вие, дека врхушката на општинските власти едва се согласи за изградба на овој објект, кој за жал никако не може да приврши затоа што постојано се појавуваат спорни прашања околу него. ВМРО ДПМН во својата програма за овие локални избори предвиде доградување на капелата и уредување на просторот околу неа. Сето ова е предвидено со разгледување на досегашната работа и со изготвување на соодветна документација. Овој проект се планира да биде завршен до крајот на 2018 година. Почитувани граѓани, уште само 7 дена не делат до локалните избори. Но запаметете, ова не се обични избори. За 7 дена ние ќе имаме референдумски избори во Македонија. ВМРО ДПМН, како и секогаш, стои на дадениот збор дека Македонија е пред се, дека граѓаните на Македонија се приоритетни, дека граѓаните на секоја општина се главна движечка сила за напредокот на секој град, секоја општина за успешниот пат на Македонија кон подобро утре, кон нови успеси. Со вашата поддршка, со закружување на бројот 13, за советничката листа и кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, вие давате поддршка за подобро Тетово, за напредно Тетово, но и за сигурна и стабилна Република Македонија. Секогаш работа, секогаш Тетово, секогаш Македонија. СДСМ денес одржа пресконференција на која беше потенцирана можноста за промени во општина Тетово. Најавија проекти кои ќе го подобрат квалитетот на животот во градот, а ќе бидат реализирани со голема поддршка на централната власт. Македонија одлучува, Тетово одлучува. Одлучува да дојде живот, да дојде чист воздух, да дојде чиста вода за пиење, да дојдат уредени улици и патишта, да дојде нова градинка во Тетово, да дојдат шеталишта, зеленило и паркови, да дојде денот кога ќе нема ѓубре по градските улици и претоварени контејнери, да дојдат уште многу проекти за реализација. Ова е животот во Тетово. Советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз е подготвена да работи за животот. Само преку проекти од областа на заштитата на животната средина може да се влијае на последиците од климатските промени, кои во Македонија во последно време направија голема материјална штета. Ова беше посочено на тркалезната маса општествено одговорни компании акции за клима, која се организираше во Тетово. Ниската еколошка свест, несоодветно трошење на еколошките такси, голема бирократија за отпочнување на еколошки бизниси. Ова се главните фактори кои Македонија ја дефинираат како земја која не работи многу на заштита на животната средина, што влијае на климатските промени, велат од невладината екосвест, која учествуваше на тркалесната маса општествено одговорни компании акции за клима. Од една страна, можеби има придобивки кои можат да се искористат во смисол на фидин тарифи. Од друга страна, бирократијата секогаш е онаа која на некој начин е превентива за успешниот развој на еколошките, да кажам, бизниси. Дополнително на тоа, еколошките такси во Македонија за жал не се собираат на едно место и не се трошат исклучиво за еколошка намена. Значи потребно е владата да направи напори еколошките такси по сите основи да ги собере и да ги насочи во заштита на животна средина, а не моментално како што се вливаат во централниот буџет. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадулија потврди ваквата состојба. Рече дека институциите работат на воспоставување на систем за поголема контрола на трошење на парите собрани од еколошките такси. Сме со намера сето тоа законски да го ставиме во една рамка од која ќе почне собранието да работи за да може парите кои што се собираат за екологија да се трошат исклучиво за екологија. Мислам дека е тоа многу важно. На тркалезната маса беше посочено дека климатските промени Македонија веќе подолг период ги чувствува со големи последици човечки жртви. Поплавите и ерозиите на земјата се резултат на промена на климата. Сето тоа може да се спречи ако институциите, фирмите, невладините заеднички работат на проекти од областа на заштита на животната средина. Во просториите на Еко Герила во Тетово, кандидатите за градоначалници на Тетово од ДУИ и Алијанса за албанците, Теута Ариф и Јаднан Незири, подпишаа документ со 5 заложби за транспарентност и заштита на животната средина, кои ветија дека ќе бидат вметнати во нивната предизборна програма.
Овој документ бара да преку вашиот подпис вие ќе им гарантирате на тетовчани тука и денеска дека ако победите на изборите ќе се ангажирате за поголема фискална транспарентност. Тоа е редовно објавување на финансиските извештаи, јавни долгови и менаџирање со јавните пари. Втората точка бара да преку јавните предпријатија вие ќе организирате чистење и миење на сите улици низ градот, најмалку еднаш месечно. Третата точка е поврзана со организирањето на јавниот превоз, како и за зелените површини низ градот, конкретно одржување на постоечките и креирање на нови зелени површини. Понатаму овој документ бара да му се овозможат повеќе ингеренции на локалниот општински еколошки инспекторат, со што ќе се казнуват и загадувачите на категоријата Б кои се под надлежност на општините. И последната точка бара ваше максимално ангажирање за да го претвориме градската касарна на градски парк. Сакам да се заблагодарам на невладината организација Екогерила за денешната активност, за денешниот собир и покана. Нормално ние ги подпишавме тие заложби кои меѓу другото се дел и на моите програмски заложби во однос на транспарентноста и во однос на прашањата поврзани со еколошките прашања во градот. Нормално дека ние и понатаму ќе останеме поврзани кон тие високи принципи на транспарентноста. Тоа сме го докажале преку нашата работа минатите 4 години и во однос на прашањата поврзани со екологијата, но и во прашањата поврзани во однос на информирање на граѓаните и тој принцип мислиме дека ќе го продлабочиме и понатаму. Сакам уште еднаш да овде кажам дека ние ќе останеме отворени за соработка со сите граѓански организации, затоа што го почитуваме најпрво различното размислување како базамент на демократијата и исто така сакам да ви се заблагодарам и на вам како медиуми за присуството тука и за зголемување на свесноста на граѓаните во однос на прашањата поврзани со екологијата и со транспарентноста. На невладана организација што подпишавме еден меморандум што беше од 5 точки, точките беа многу сериозни и надлежност на општината. Тие точки ќе ги почитуваме зашто нас ни требаат невладини организации како коректори и како дел на општината, зашто заедно сме за градот и ќе работиме за да правиме што подобро за ова средина. Заради тоа го почитувам и ова невладина организација и другите и вам присутните тука. Фала. Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Горан Манојловски и кандидатите за советници вчера се сретнаа со жителите на стариот дел на Тетово. Денеска имавме повеќе активности, меѓу кои што имаме посета на повеќе населени места во Тетово, како и посета на населеното место во село Сарачино. Имавме многу средби со граѓаните, ги промовиравме нашите проекти, нашите идеи, нашата визија за тоа како ќе изгледа Тетово во следните 4 години. Во едно вечерво имавме средба и со поголем дел од стари граѓани, стари тетовчани, на кои што исто така ми ја презентиравме нашата програма и нашата визија за Тетово во следните 4 години. Кај голем дел од граѓаните наоѓаме на позитивни коментари, ги слушаме нивните сугестии и секако ќе се трудиме да ги исполниме сите нивни очекувања, доколку гласаат за нас и го поддржат нашата советничка листа и нашиот кандидат за градоначалник. ДПА вчера вечер одржа централен митинг во Гостивар. Пред присутните се обратија кандидатот за градоначалник Себајдин Изаири и председателот на партијата Мендух Тачи. Вашата поддршка ни е потребна за да продолжиме со отпорот како нација во оваа држава. Овие избори се многу важни токму заради тоа, бидејќи под ризик се ставени интересите на албанците. Другите албански партии немаат право да излегуваат пред вас и да го бараат вашиот глас, затоа што краделе милиони и се обидуваат тоа да го прикријат. Кога се прават сондажи, колку албанците се задоволни од политиката во Македонија, излегува дека воопшто не се, и сите параметри зборуваат дека нашата екзистенција е во лоша состојба. Во сите сфери е лошо, нема позитивни поместувања во културата, во спортот. Тука во Гостивар единствен опозициски кандидат на албанците е кандидатот на ДПА. Другите само лажат дека тоа се. Едната страна е поддржана од ВМРО, другата од СДСМ и тоа ќе се покаже на денот на изборите.
Сакам да напоменам некои од поглавните проекти за Гостивар. Решавањето на проблемот со депонијата Русино и комуналниот смет ќе се базира на изградба на фабрика за рециклажа и јавно-приватно партнерство, нов и уреден зелен пазар. Булеварот Браке Гиновски ќе биде конечно проширен, а предвидуваме и реконструкции на училиштето Гоце Делчев и средношколскиот дом Бранко Станоевиќ. За време на мојот мандат ќе биде поведена и иницијатива за промена на имињата на улиците. Локални избори 2017. Шпанската влада ќе ги примени своите уставни овластувања за замрзнување на автономниот статус на Каталонија и спречување на поделба од Шпанија. Ова е она што шпанскиот премиер Маријано Рахој го изјавил во интервју минатата ноќ за парискиот весник Паис на прашањето дали ќе активира член 155 од Уставот, кој му овозможува на премиерот да ја распушти регионалната влада и да закаже нови избори во некоја област. Рајх одговара: "Не исклучувам апсолутно ништо што е во рамките на законот. Нема да биде потребно да се применат екстремни решенија, но за да се избегне ова, работите ќе мора да се променат", рекол тој. Христијанско-демократската унија на германската канцеларка Ангела Меркел по 10-часовни преговори за затворени врати со своите сојузници од Христијанско-социјалната унија на Баварија постигна договор во однос на чувствителното прашање за миграцијата, со што се отстранети препреките за коалициски преговори со останатите партии. Представниците се договорија бројот на лицата кои бараат азил во Германија да биде ограничен на 200.000 годишно. Меѓународниот комитет на Црвениот крст денеска соопшти дека драстично ќе го намали своето работење во Авганистан по убиството на 7 нивни вработени во нападите оваа година. Меѓународниот комитет на Црвениот крст повеќе од 30 години работи во Авганистан. Шефицата Моника Занарли изјави дека одлуката ќе влијае врз работата на северот на земјата, каде што објектите на Мазари Шајриф и Кундус ќе бидат затворени или со намален обем на работа. Таа рече дека не го напуштаат Авганистан, но е неопходно да се преиспита нивното присуство за да се спречат повеќе загуби. Ураганот Нейт денеска направи свлечиште по должината на брегот на државата Мисисипи, откако удри во ретко населената област Луизијана во текот на ноќта источно од Њу Орлеанс. Ураганот е од категорија 1 и е првиот кој направи свлечиште во државата Мисисипи, откако ураганот Катрина од категорија 5 во 2005 година го уништи брегот и предизвика катастрофални поплави во Њу Орлеанс. Десетици луѓе се пријавени за загинати во услови на големи поплави од ураганот Нейт, последниот од серијата смртоносни бури во САД. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 1 до 6 степени, а дневната од 15 до 21 степен. Според прогнозата на метеоролозите, и времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7 степени, а дневната од 17 до 21 степен. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.